Општина Центар известува дека учениците до 10 години ќе може да бидат згрижени во градинките за време на летниот распуст до исполнувањето на капацитетите. Општина Центар потпиша меморандум за соработка со основните училишта и градинките за меѓусебна поддршка и соработка на проекти и работилници во областа на образованието. Општина Центар информира дека учениците до 10 години ќе можат да бидат згрижени во 5 објекти, а за сите дополнителни информации и критериуми родителите може да се информираат во градинките. Од 20 јуни 2024 година од 20 часот во Паркот Македонија започнува третото издание на фестивалот на инклузија кој го организира Сдруженијето Equality Визија Плюс со поддршка од општина Кисела Вода. И оваа година фестивалот ветува богата содржина, интегративни и инклузивни работилници за деца и млади, активности за сите генерации, како и многу забава низ богата музичка програма, филмска вечер, театарски представи. Отворањето на 20 јуни во 20 часот ќе го одбележат дечињата од инклузивниот бенд од школата Димитар Валахов, под водство на професорот Кристијан Дасевски и пианистката Ема Ананиевска, како горди представници на заедницата на лица со попреченост. Музичката програма ќе ја предводат Зарина Првасевда, Дина Јашари, Нина Јанева со бендот, диџеј Мартин Делимитов и диџеј Џон Антонио. Од општина Карпош информираат дека во тек е акција на службите за поставување репелент, средство за превенција, односно заштита од змиите. Појавата на влекачи во овие делови е резултат на покачените температури во Скопската котлина, како и распространетата вегетација. Во дворот на основното училиште Киро Глигоров во Скопската населба Капиште се одржа хуманитарен настан. Иницијаторот Живко Поповски Цветин, кој своевремено учествувал во садењето на дрвјата, собра хуманитарни пораки и стихови од македонски поети. Дел од настанот беа и штетениците на Дневниот центар за лица со церебрална парализа, порака и Дневниот центар за лица со попреченост. Цветин им подари 5 слики акрилна хамер кои беа изложени и ќе окрасат новото Цветиново катче на мирот и хуманоста во нивните простори. Почни ти. Да прочитаме. Цветна терапија на сликарот Цветин. Среде длабоко море од тага се појави цветен сончев остров, топло да прозрачи со љубов и надеж и селително да ги облажи болките и да ги отргне тажните мисли во нас да остави светлост. Да. Таму е Скопје град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја